Новата сезона 2025-2026 во првата ракометна лига ќе биде повеќе од неизвестна, конкурентна со голема борба за првото место која води кон Суперлигата. Конкуренцијата е голема. Неколку екипи сериозно се засили и имаат амбиции да го напаѓаат првото место за директен влез во ракометната елита на Македонија. Но и втората позиција или баражот ќе биде како опција, а тоа ќе биде потешкиот пат за пласман во Суперлигата. Но некогаш и потешкиот пат знае да биде успешен. Па така Радоиш пред 2 сезони преку баражот го совола Суперлигашот Eurofarm Пелистер 2 и Ексмор се врати во Суперлигата, со што се потврди дека може да има изненадување, со оглед на тоа дека квалитетот и фаворитската улога секогаш е на страната на екипата од Суперлигата која се бори за опстанок. Оваа сезона во трката за влез во Суперлигата влегуваат неколку екипи. Младост Богданци веќе направи сериозна екипа со која се наметнува како еден од главните фаворити за влез во Суперлигата, па така по неколку години пауза би се вратил и летниот ракомет во Богданци. Од друга страна сега и Вардар Неготин има амбиции и планови за што гради тим за да се врати во Суперлигата, а како потврда за тоа ангажманот на Пепи Манасков на тренерското столче. Македонија Ѓорче Петров веќе со години гради тим од млади играчи кои веќе покажуваат зрелост, а со неколку квалитетни засилувања тимот ќе се наметне како еден од кандидатите во борбата за влез во Суперлигата. Драчо Јуниор е тим кој исто така ќе биде меѓу кандидатите за висок пласман, зашто и оваа година значително се засили и промовира нови играчи. Во трката за првото место сериозно влегува и тимот на Мултиесенс од Автокоманда, кој минатата сезона беше втор и играше бараш, но не успеа да ја совлада Струго, со што Стружани остана во Суперлигата, а Мултиесенс во првата лига. Оваа сезона ќе биде значително посилна во однос на ланската сезона. Правото на странци во првата ракометна лига го подига квалитетот и прави да гледаме неизвестна борба до самиот финиш. Ако минатата сезона Eurofarm Пелистер 2 од Битола беше единствен и главен фаворит за првото место и однапред веќе се беше решено, годинава можеби последното коло ќе решава, а тоа ќе биде одлично за сите љубители на македонскиот ракомет да следат неизвестна сезона со квалитетни надпревари. Новата сезона се отвара на 13 односно 14 септември. Во истата ќе се надпреваруваат 14 екипи кои ќе играат во двокружен систем дома гости, ќе се одиграат вкупно 26 кола. Како што претходно информиравме во рамки на првото коло, Македонија Ѓорче Петров ќе игра скопско дерби со Мултиесенс. Овче поле во Светине Николе го чека Вардар Неготино, Кичево ќе игра со Партизан. Младост во Богданци како голем фаворит ќе го пречека Стеројнот Струмица. Екипата на Јехона ќе игра против Преспа Вардар. Текстилец во Штип го чека Аеродром, додека пак Драчо Јуниор ќе се соочи на домашен терен со екипата на Шампион.